Komičen megaherc. Ајде, здраво, здраво, колега Димовски, како си? Денеска светна си е личката, денеска е 1 септември, денот кога сите одиме во училиште, си купивме ташнички, учебници, дали сме срекни деца млади, да, дали... На која страна ни даде домашна по математика, се сеќаваш? Да, денеска биологија ќе испрашува. Ќе испрашува таа, да, одам на спремање кај не за така да ќе ми пише двојка. Жарко, каде заврши средно ти? Средно во гимназија Мирчо Јацев Прилеп. Имаш средно? Имам средно, да. Да, Средно вечерно. Средно вечерно. А основно заврши во Кочорацин Прилеп. Исто така беше многу кул. Инаку, дами и господа, денеска е ден петок, денот кога сите се спремаат да си го дочекаат викендот, денот кога Македонија се спрема за нешто многу убаво. Немој да денот после петок е сабота, после сабота недела, после недела понеделник, после понеделник вторник, денот кога театар комедија има премиера на новата представа Вардарски пастови. Представа која што ќе го грмне Скопје, представа која што ќе биде комедија ќе биде епицентарот на Скопје затоа што пастуите ќе тресат. Инаку вика вака, 4, 3, петок вечерва представата стюардеси, 7, 3 понеделник Вардарски пастови пред премиера, 8, 3 вторник Вардарски пастови премиера, 11, 3 петок за секого има по една и 13, 3 недела на прочка, значи нема да можам да си одам Прилепеве. Сега гледам Вардарски пастови е исто така во недела. Значи, дами и господа, спремете се. Значи, издепилирајте се и дојдете во комедија да гледате Вардарски пастови 17+. Тоа значи сите под 17 години не можат да дојдат, значи ги вклучувај тие што имаат 17 години. Така, значи доста набиена агенда периодов. Жарко, интересен период за театар. Март е месецот на театарот, на 27 март исто така треба да најавиме и новата премиера што паралелно се работеше со представата Вардарски пастови, а тоа е случајот Хармс. Режија Дино Мустафич. Тоа ќе биде интересна представа. Да, тоа ќе биде многу. Да, раскажам сега. Да, тоа во секој случај ќе биде интересна представа со многу акробации, представа со многу кореографии, представа со многу музика и со малку текста и многу глума, значи креации на актерите кои што ве гледаат камерите, само да знаете. Представа дека збориш ти, одиш само ти. Не, кога зборам јас ме снимаат тебе. Така да, јас сум само гласот во оваа емисија. Камери и режија ве поздравувам многу затоа што мене гледам дека не ме снимате кога си ја прегледувам емисијата на YouTube, а можете и вие да ја гледате исто така. Имаме гости пред нашето студио, а додека се собереме сите ние да зборуваме за пастови, сега ќе одиме со малку музика, реге. Идемо во емисија, сме добро ја го кажа брз. Значи вака сега, слушнете ме внимателно сите што не слушате, доколку некој сака да ни се јави во текот на емисијата, бројот е следен: 3131332. Значи за Скопјани 3131332. За сите надвор од Скопје 02 3131332. Јавете се, нашите оператори го очекуваат вашиот повик. 3131332. Одиме вака сега. Жарко, само да прашам дали е хотлайн или не, да знаат луѓето колку дали ќе ги кошта многу тој повик. Не, повикот е на наша сметка. Не, на наша сметка се шалам, повикот е нормален како за сите, така и за вас. Ако ептен голема сметка направите, можете слободно да ни ја пратите се надевам дека нема да се чека ред доколку се јави некој во емисијата на Драмскиот театар. Да, значи вака, денеска одиме со нов концепт на емисијата, драги слушатели. Добре дојдовте, драги мои гости, во квизот кој зеде. Значи, на сите ќе ви поставам по едно прашање, имате 5 секунди за одговор, а потоа јас ќе ви кажам дали се точни одговорите или не. Значи, прво прашање за колегата Атанасовски. Учествувате во трка, го пристигнавте второто лице, на кое место сте? Прво бе, брат. Не. Значи, ако одговорите дека сте први, грешка. И ако го пристигнете вториот, вие го заземате неговото место, значи сте втор. Одлично. Одиме со второ прашање за колегата Илија Илиевски. Ако во текот на трката ја пристигнете последната личност, тогаш на кое место сте? Предпоследно? Ако одговоривте предпоследно, тогаш не сте во право. Не можете да пристигнете последната личност. Добро, ајде вака сега за Саша. Вика, ова можете да го решите. Не знам, одма не знам. Не знам. Добро. Ова можете, ај за столе. Ова можете да го решите без дигитрон и молив. Земете 1000 и додадете 40. Сега, значи додаде. Добро, сега додадете уште 1000. Сега додадете уште 30. Додадете уште 1000. Сега додадете 20. Добро е? Добро. Сега додадете уште 1000. Добро. И сега додадете 10. Колку е вкупно? 5000. Дали добивте 5000? Да. Дали добивте
5000? Да бе. Точниот одговор е 400. Не верувате? Проверете со Дигитрон. Фала многу. Одиме за драгата Саша. Добро, да ги најавиме гостите. Чекај, да, со Саша. Вака. Значи четврто прашање. Имаме слушател. Слушател имаме. Слушателка, окей, поврзете ја слушателката, ќе продолжиме покасно. Добар ден, кој ни се јавува? Се јавува Бисера од Скопје. Здраво, Бисера. Некој од вас веќе добро ме познавате. Точно. Здраво, Бисерче, како си? Добра сум, фала на прашање, вие како сте? Добро, супер, еве расположени пред премиерата. Дали ти ќе дојдеш да гледаш новата? Колку години имаш, Бисера? 14. О, жал ми е, ти нема да можеш да гледаш новата представа, но затоа ќе можеш на 27 марта да дојдеш да гледаш представата Случајот Хармс. Така Значи, е, Бисера, ти чекам. ветивме дека ќе дадеме видео повици и звучни повици и ти се јави. Фала ти многу. Нема проблем. Дали сакаш нешто да кажеш друго? Па вака, сакам, значи, еве на некој начин да се пофалам. Не знам се ова колку е фалба, но ги имам сите представи од вашиот репертоар, од репертоарот на театар комедија изгледано. И сега додека ја чекам премиерата на случките на Хармс? Така беше, да. Почнувам репризно да ги гледам. Браво, Бисера, Одлично. браво. Да, и многу, значи не можам да издржам, а да не идам во театар еднаш во 2 недели. Значи морам да дојдам и, како што викате вие, културно да се издигнам. Ете така. Одлично. Ти благодариме, Бисерче, што си наш редовен гледач Слушател и и гледач. слушател и се те поздравуваме и тоа е тоа. Фала ти на јавувањето. Фала ти на јавувањето, поздрав, Бисера. Ćao. Значи, одиме Саша, последното прашање за тебе. Нем човек сака да купи четка за заби. Имитирајќи ги движењата за четкање на забите, му објаснува на продавачот што сака. А ова дека сум балерина као па... Не, нема врска, не, нема ништо, врска, не алудирам на ништо. Значи тоа е тоа. Еј сега види. Ако слеп човек сака да купи темни наочари за сонце, како да му објасни на продавачот? Ќе си ги покрие очите. Со зборови, дечки, многу е лесно, тој зборува. Одлично. Балерина. Значи, ова беше увертира за нашите гости. Прв гостин денеска ми е... Не, тој ми е колодител Атана Сатана. Значи, прв гостин и најредовен гостин со рекордно гостување во нашата емисија. 4 гостувања со села. Илија Илиовски, ladies and gents. Поздрав си, Илија. Втор пат во нашето студио, човекот. Трет пат во нашето студио, човекот. Знаете од претходната емисија што? Столе Мицов! И дами и господа, значи за прв пат во нашето студио, Имаме меѓу балерина. овие двајца пастови седи една балерина. Балерина која што со своите движења знае да го каже тоа за кое што не се потребни зборови. Драги слушатели и гледачи, Девојката кога е на сцена, харизмата нејзина ве облева и едноставно чувствувате енергија што не сте ја почувствувале до кога е таа сега. на сцена не требаат рефлектори затоа што сјае посјајно од нашето сонце. Месечината ли е, балерината ли е? Саша Ефтимова! Здраво, Саша, како си? Извинете, момци, прво мораме со дамата. Супер сум. Саша, ти си кореограф во новата представа Вардарски пастови? Да. И исто си и кореограф и како си като сценски движења работиш во представата Случајот Кореограф, Хармс. да. Да. Ова ти е тебе прво искуство со театар и со вакви? Прво искуство со театар, да. Мислам, добро, и тоа е театар, ама прво искуство со... Прво искуство со актери на сцена. Да, и како е, кажи ми, ти работеше со 5-6 колку пастови? Со 5, ај со 6, Со 6 пастови. Да, 6 пастови. Шест Како е пастови. чувство да се работи со 6 пастови? Најболи у свет. Ете така. Ете така. Значи, само да Млади, знаете. убави момци, секој ден кога доаѓам на проба ми е многу добро. Одлично. Значи, само да знаете, сите, ова е поготово за женскиот пол. И под 17, и над 17, и над 77. Значи, Саша е единствената која што има ексклузивни права на нашите тела во кореографијата, што ги има сега за сега видено. Ќе ги видат и другите, се разбира, кога ќе ја гледат Се уште представата. немам видено све. Да, Значи, се уште немам видено све. Е, па добро, али 99 имаш видено, тој денеска се 1% е надевам многу ќе битен видам до душа. све. Да, се надевам дека ќе видиш денеска затоа што ќе видиш денеска затоа што ова кафето ме преработи, затоа што денес стигаат чичак траците на нашите гостими. Добре, Атана, спрем се ми, бачко, ја пото на фукалта. Дечки, еве го Столе Мицов, еден од најдобрите млади, најталентирани актери во моментов, човекот што со новата представа Вардарски пастови ќе ги освои симпатиите на женската публика, поготово. Точно. Бидејќи ако ги освои на машка, ќе биде масе Како ние проблематично. новинарите си има Да. такви. Столе Мицов ќе ги освои срцата. И сега као И ќе сега повели ти кажеш нешто. Столе, кажи ми како беше соработката со Саша Ефтимова?
Со Саша е супер. Со Саша е супер, само малку немаме концентрација у последно време за ова кореографиите, ама ќе се средиме. Ќе не среди Саша, не. А тоа е до Саша или до Тоа е до тебе? мене, ја мислам дека тоа е до мене. Тоа го мислев, да. Аха. Не можам сега и да играм и да гледам. Не сум мултитаскинг. Дајте ве молам појаснете малку за нашите слушатели како е облечена. Инаку Саша доаѓа у костими нешто, се облага чудно, што не разбирам. Не. Драги слушатели, ете така. Добро, Столе, колку време ви требаше да сработите кореографијата? Кореографијата ја работиме колку 3 недели веќе, така? Не бе. Колку? Десетина дена. Десетина дена. Ма ни 10 не се 7 дена себе. Чекајте, маце, јас морам да Извини. прашам нешто. Чекате малце другари. Сакам да прашам, Саша, на вистина ќе има машки стриптиз на крајот од представата? Да. И како изгледа тоа? Мислам, да, окей, за гледање, мислам, не е нападно, како да не бидат исплашени луѓето во публика. Сепак не се танчери глумци се, да не е тоа глошо, да не е грдо, не Значи знам. многу добро изгледаат момците на сцена и супер тоа изгледа, така да мислам дека женската публика навистина ќе го сака тоа што ќе го види. Затоа што досега такво нешто немаме видено на ни една сцена во Македонија. Так, работиш со 6 млади момци, така? Нормално е да имаш фаворит некој. Кој ти е фаворит? Сите ми се фаворити. Така, Ова е тоа добро. е Дипломатски одговор. Имам момак за еден ден, момак за друг ден, момак за трет ден, зависи како. Да, 6 дена од 6 дена неделата од работи, неделата. седмиот одмараш како што кажа ли Бог во Библијата. Не, седмиот ден ги стокинг им правам на Facebook за нормално да видам кој што прави како прави. Добро, да. Хагни ме, тагни ме, а дојди добро, не, добро, тоа е беше. емисија што се бави со културата. Со култура, па да, добро. Поздрав Столе, за сите си одиш убави- дома. Влагаш дома и која прва пат ти ќе се облагаш, левата или десната? Двете. Како бе двете, брат? Па не можеш да се одлагаш едната ако си втор. Да. Тоа беше одговор на твојот квиз. Квизко! Не, озбилно, дали прво ги се облакаш со раце или со нозе? Ги вака. Со нозе. Добро, која прво, левата или десната? Појам. Левата. Левата, добро, значи ти е развиена десната хемисфера, повеќе со десната страна работиш, значи ти си десничар. Одлично! Ова нема квиз, нема ништо, ова е моја. Небулоза моја. Се гледа, На карти гледаш нешто такво? Картинг. На карти дали гледаш? Не, гледам на картинг ако сакаш да се возиме. Може и тоа. Столе, ти во представата го играш ликот на Лепи. Да. Божидар Христов. Божидар Христов звани Лепи. Кажи ни нешто за твојот лик. Каков е, што се случува, што прави, од каде е? Лепи е ко мене исто. Јас сум таков у приватно, одам у црква, мајка ми дава пари од дома. Да. За Ба. за искачање, многу се срами Лепи. И тоа е тоа, срамежлив дечко, со братучет му Касап цело време заедно, Касап му е грб нонстоп, го брани Брани. од сите. И тоа е тоа. А така, Касап е Илцоро Илиоски. Ќе се вратиме со Касап после промо блокот. Рекламите блокот. Што би рекол Ромот, седе Ромот, Слободна Македонија. Овде се делили нешто? Ново сонце. На слобода. Добро. Интересно е што нашите гости се соочили, сите сте соочила. Да. Значи, време е и јас да бидам. Инаку застанавме со Касап. Касап, твојот лик е братучет на Лепи. Да. Ти си... Ти го браниш постојано него. Да. Да. Добро, која ти е омилена навивачка песна, Касап? Новата. Новата на Пастови. Вака, кратко сиже, вие сте комити, така? Да. Дали Да. и... Да. И Лепи е комита? Да, Лепи. Комита, ама се уште е на тренинг. Уште не е влезен кој што треба во, да, приправнички. Приправнички комита. Ајде некој пеете некоја песна ти Лепи што ги има Ајде, добро во- ставата. Кратко, озбилно, ве молам малку да се така ќе ве поддржиме и ние. Пример една било која. Играјте црно-црвени, играјте за комити, за сите скопјанки сонот се оствари, вардарски пастуви. Одлично, и така, натаму и така, Со и голем рефрена. ентузијазам се спрема представата. А колку ќе трае представата? Пардон. Па, сати, 50, 40. Одлично. А колку трае таа задња кореографија ваша последна? Задњата кореографија 6 минути. 6,5 минути. 6,5 минути. Имаме Има 6 кореографија? песни. Да. ти Ти не не си беше, у на представата, тие програми. Не беше на тие програми. Саша, кажи ми,
движењата во кореографија, сите се твои, така ти Сите се мои, да. сите се твои движења. И како се справија со движењата? Им требаше ли многу време на актерите да го совладаат материјалот? Ја мислам дека поише време ќе им треба реално. Али супер се го совлада материјалот. Така, значи Требаше малце да доработиме, али у глобала сум задоволна. дали е таа тезата дека како се чувствуваш ти однатре да ги грешиш движењата, таа енергија ја пренесуваш? Демек можеш ти секси да се, ако се чувствуваш секси, ја пренесуваш таа енергија ако се движиш како тралалајка. Вистина е тоа или не? Постои такво нешто како можно е да Као тралалајка некој да се движи. Не, ако се движиш, ако мислиш дека си секси, ќе бидеш секси. Ако не е вистина. Не е вистина, Не е вистина. Значи ми пропадна во вода сите работи, морам да вежбам. Ама ти си секси. Добро. Благодарам, те поздравувам сите. Дали може јас да поставам на прашање? Може. Кој беше најкомплициран за работа, освен јас? Не можам тоа сега да го кажам. Кажи ја. Врати се, врати се. Столе Мицов, најбараниот млад актер. Столе у задње време нешто ми греши. Не, добро, одсутен ми е, споменато одсутен ми е. Не, одсутен ми е. Да не си има заљубен? Па мислам дека си има заљубено Столе. Столе, дали Лепи има девојка? Не. Дечко? Као мислиш ти? се Не, се шалам, стварно, има ли девојка Лепи? Лепи брат никад не бил со девојка. Ти кажав ко мене издожи од Дефинитивно најхаризматичниот млад актер во државата. Апсолутно се сложувам со тоа каква насмевка има Столе Мицов за сите дами. Собираат дами Вау. во режија. Колега Атанасовски, ти во представата го играш ликот на Джаро. Джаро, како се вика? Васко. А презиме? Добро, Васко звани Джаро. Да, Блерим. Добро, ајде малку за твојот лик, за ликот на Джаро. Джаро е менаџерот, мислам, типот е лузер тотален. И Сите се лузери тоа да Да, појасниме. и овој е денар нема, ама цел живот мулја нешто прави, се снаоѓа, носи од ваму, препродава ваму за 100 денари, за 200, дечко знаеш, управи шеми, нема везе, све кул. Ме повлекува сега малку, Добро. знаеш, да. И некој и се фура дека е главен у друштвото и дека е менаџер. Но тука имаме мал проблем затоа што он кога се фура, кога се пуни дека е најак у друштвото, има еден контрапункт, тој е касап. Човекот што е дефинитивно најак по мускули и по снага во друштвото и секојаш го шамара и го опоменува како треба да се понаша. Така е углобала. Ти го играш ликот на Жица. Значи ти мај си ја жицата. Кажи ни нешто за Јас го свој. играм ликот на Ивица звани Жица. Ивица Ќошев звани Жица, затоа што цело време на Ивица човекот може да префрли во секој момент. Значи тоа е човек кој што има жена и дете, исто така тотален лузер, малиот му има некаде околу измеѓу 7 и 9 години и сам не знае. Значи женет. Женете и први последен пат му е тоа да бил со жена. На грешка која ја напумпал и морал да ја земе затоа што има дете со неја, ќе очекува. Значи вие не правите грешки, користете кондоми. Апсолутно, ова беше бидете како Жица. реклама. Да. И така натаму, Жица е човек рокер, некој сака да биде, свири гитара, многу е нервозен, цело време се нервира, цело време се кара, цело време се затепува, без везе некој шеми, джагара, Колку бугара. време се со Лидија? Со Лидија се, значи 7 години има малиот и 2 години претходно 9. Како се вика малиот? Кристијан. Љупчо. Кажи ми, Саше, во представата има еден лик на кореографка, таа што ја викаат да им помогне кореографкиња, како е бе точно? Кореографица. Кореограф, тачно, да, кажи си кореографата на нема синема. кореографка, коreograf. Кореограф. Мушко, женско не е битно. Дека графка може да биде како демек прави Демек графки прави навредува. граф, да. Јасно ми е. Графка. Дали се поистоветуваш ти со тој лик, дека тој лик му се случи истото што тебе ти се случи во овој процес кога улета со 5 бараби што немаат појма од движење? За разлика, овие 5 бараби имаат поима од движење. Така да добро, дали се поистовети со ликот, дали си препознаваш некои работи што тебе ти се случија, дали Не, некад, зависи кога како. има нешто. Има. Дали односот ти се развива како што се развива према некои од танчерите во представата или да не одиме до таму? Не може да идеме до таму, комото према сите ми се развива односот. Како што одиме представата. Значи развиен однос е Еднакво показател Добра кореографија. за добра почнеме да соработа. доткаме. Саша, ти имаш освоено Гран-при наградата на 5-тиот поред интернационален Кај надпревар го тогаш бржи да на се. кореограф и Сергеј Дигалиев во Лоч Полска. Да.
Ајде нешто околу тоа малку, што беше тоа, како беше, да видиме нешто и ние да се осетиме така малку. Ништо случајно беше, имавме еден професор во македонска опера и балет, кој што рече: Саша, мислам дека као млад надежен кореограф треба да се пријавиш на овој надпревар. Се пријавив со 10 минутно парче, ме примија на надпреварот, нормално само финансирање од моите дома, затоа што немаше друго како да се финансираме. И беше муабетот дека ќе освојам награди и дека ќе се вратам со награда дома. Одлично. Значи позитивни мисли оствараат позитивни иднини. Ете, е, истото да што знаете. го тврдев и за кореографијата. Ако се Така е. чувствуваш ти секси, ќе префрлиш без разлика што едната рака ти бега нагоре. Поздрав до нашите случајни минувачки, Значи, тоа тука што кај си- студиото наше здраво, да ги Поздрав до поздравиме сите убави дами што денеска се уште побави. И до сите камионџи, и до сите таксисти, И белосветски. градови, Така. така е. Добро, можеме да одиме со малку музика. Со малку реге и ќе се вратиме затоа што немаме многу време. Така е. Ајде, здраво, здраво, Се здраво. вративме. Живо, здраво, здраво. Дечки, значи во најава сме цела емисија, зборуваме за представата Вардарски пастови. На 7 е предпремиерата, на 8 е премиерата. Ние сега во моментов со нас во студиото на спикерфон го имаме и режисерот на представата Синиша Евтимов. Здраво, Синиша, дали се слушаме? Чао, чао, Джеси Болане, шта радиш? Добре, супер. Да не те разбудивме. Баш прегледам некои задни видео од фотошутингот што го правам. А фотошутингот тоа ќе го можат нашите Тоа ќе можат нашите слушатели да го видат на социјалните мрежи. А ти би сакал ли да ги поканиш и што би кажал за представата, дали се извадивме на крај? Па ја мислам дека направивме одлична представа која ќе биде баш онака да супер подарок за сите, не само за жените, туку за сите граѓани на градот Скопје и на Република Македонија кои што ќе се обидат да дојдат до уште некој преостанат билет за премиерата на 8 март. Доколку случајно не успеат да најдат билет за таа представа, нека не очајуваат, затоа што следат дека следни изложби на 13 март е веќе првата, ако не се лажам, така да Така е. набавете си карти на време, дечките се спремни да растурат. Така е, да. Ти Одлично. благодарам, Синиша, за ова фантастично излагање твое во јавноста. Но сега можеме да прочитаме и мал дел од твоето интервју. Те поздравувам, биди среќен, се гледаме на проба за 15 минути и не ми мавај шамар кога ќе дојдам. Благодарам јас на вашата покана и поздрав до сите слушатели на Радио Слободна Очи. Ете така, ти благодариме. Тоа беше Синиша Евтимов, Нашиот режисерот. дојавник директно од сцената. Значи, човекот не чека на проба, ние дојдовме да водиме емисија. Жарко, Одлично. што мислиш, дали е тоа професионализам? Апсолутно тоа е професионализам, значи ние сме растргнати како што беше растргнат, да не навлегуваме. Значи, драги гости, ви благодариме што ни бевте дел од нашата емисија, што споделувавте со нас. Саша, ти благодариме што го разубави нашето студио, што блесна овде Фала како и на сонце вас. македонско, што блешти од оваа страна. Столе ти благодариме што си толку шармантен, остани таков и дели ја таа насмевка со другите да те видат сите. Илија, братче, фала ти многу што ни доаѓаш во емисија. Се гледаме во следната со тебе повторно затоа што тоа е тоа. Атанас, ти благодарам и тебе што си секогаш мој ководител, мој колега, мој рамо за плачење, мој потпонка и фала ти што постоиш тука секогаш за мене. Јас си благодарам сам на себе што сум си толку позитивен и што сум толку добар. Им благодарам на моите што створиле вакво прекрасно суштество. Му благодарам на универзумот што ги споил коцките вака и благодарам на сите. Се ве снимаат вас, мене не ме снимаат, само да знаете. Зато толку збориш. Да, ви благодарам на сите што ја слушате нашата емисија. Ви благодарам што сте македонци и ви благодарам што сте граѓани на овој свет. Ова беше Трговско радио, дифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредници и водители на емисијата Атанас Атанасовски и Жарко Димовски. Датум на емитување на емисијата 4 март 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија, повели Атанас, заврши го. Јас им благодарам на нашите гости, посебно на Саша дека е првата балерина и најубавата балерина во државата што ни гостувала во оваа емисија. Ве поканувам на 7 март и на 8 март на предпремиерата и премиерата на Вардарски пастови само за дами. До тогаш бидете среќни и држете се. Уживајте и не замерувајте на нашите глупости. Поздрав, Македонија! Комичен мегахерц.